Добре, криптоентузијасти, после редовната плажа со нормално помалиот техничар, поголемиот техничар е тука да ми помогне, така да ќе можеме да проводиме малку додека останатите техничари спијат. Значи, денеска ќе поразговараме во криптосекторот за вести, да видиме што се случува во истиот, како што нормално и секогаш прво започнуваме на брзинка со светска економија, затоа што тоа е еден макрофактор кој што директно делува на криптосферата, а потоа ќе продолжиме со вести од криптосферата нормално како и секогаш. Нормално пробувам да ги на некој начин синхронизирам овие вести во редослед во однос на она што го имам и со тоа нели да дадам некој редослед на она што се случува во светот по битност нормално. Пред да почнеме како и секогаш би сакал да ги како да кажам, пофалам нашите членови кои што постојано ми помагаат со нов материјал, а тоа Иле Кочишки, Бобан Досев, Дарко Јошев, Маријан Чакаловски и Иван Димовски денес. Со тоа што пред да почнам само би сакал да му кажам на Иван Димовски, затоа што знам дека го следи нашиот канал постојано, поради некоја причина има ставено блок, се обидувам да ти вратам на пораките, но не можам, претпоставувам дека има ставено блокада на Месенџер. Има и во предвид се обидувам да ти вратам веќе некое време на пораките, но не можам, не ми дозволува. Сега, им благодарам уште еднаш, како и секогаш, навистина го ценам делот со помош, затоа што некогаш овие вести може да ви поминат, како што беше ситуацијата со Кардано и со самиот нов протокол на Хайдер. Вака сега. Прво и најбитно што денес го имаме во економијата е тоа дека до 1 јуни Америка мора да го реши проблемот со својот дет сили. Што уствари тоа значи? Значи дека знаете и сами дека Америка има поставено закон со кој што има одредена количина на долг кој што смее да го има. Односно, над тој долг не е дозволено да има, односно да се принтаат нови долари, и поради оваа причина ќе мора да признае самата на себе си дефолт, односно ќе мора да признае банкрот, дека нема доволно пари да ги подмери на дојдените сметки практично. Значи, како и секоја домаќинство, така и секоја држава, значи има одреден буџет кој што треба да ги покрие сите овие работи, доколку тоа не се случи, нормално може да позајми или пак во оваа ситуација да испринта, со тоа што они практично позајмуваат преку принтање, со тоа што Федералната резерва практично купува обврзници за да им даде пари за возат. Така функционира. Сега, затоа и Федералната резерва не може директно да испринта за државата да ја даде пари, туку тоа мора да биде направено преку давање на обврзници од страна на американската влада во оваа ситуација, на Федералната резерва, која што потоа им дава одредена количина на ново испринтани свежи од пекара пари. Сега, со оглед на фактот дека моментално целиот свет е базиран на должничка економија, значи како и сите држави, така и Америка, голем дел од својот бруто домашен производ е практично вратен назад во долг. Сега, значи, само за да ви објасниме како тоа изгледа, за да можеме поназамо да разговараме каде е тука проблемот, че ова е страна која што се занимава исклучиво со националниот долг на Мурика. Значи, може да видите дека 31 трилион моментално се во загуба до сега, до овој момент. Значи, они се ефективно 31,5 трилиона се извинувам во загуба. Што значи дека секој американец треба да плати 94.192 долара моментално за ова да се врати. А знаеме и сами дека годишно не заработуваат ни 1/4 од ова, а не 94.000 нормално. Значи тоа ви кажува колку секој американец моментално должи за оваа огромна бројка. Сега, овдека многу добро е обработено, значи еве за да погледнете како тоа изгледа. Значи во 74 година, каде што само 23% од бруто домашниот производ, односно од она што го произведува самата држава на годишно ниво, бил практично во должно, значи они требале да исплатат 23% од едногодишен од сето она што го произведува на една година државата, за да го отплатат целосниот долг кој што го имале до сега. За моментално да дојдат до 98%. Една од најзадолжените економии во светот, но пак ќе кажам, го играат моментот за тоа што имаат резервна валута, па се има дозволено. Со тоа што има проекција дека до 2053, тоа се 30 години од сега, дупло од својот бруто домашен производ би биле во долг. Ова е неодржливо. Зошто? Значи овдека тоа е многу добро објаснето. Еве чисто да ви стане јасно зошто. Тоа нели дека имаат најкатастрофа здравство, тоа нема муавет. Вака сега. Значи,
На годишно ниво, државата Америка, revenues, ова е колку заработува, зборуваме од такса, од даноци, од се што моментално прави, од природни ресурси и слично, значи моментално заработува околу 4,89 трилиони, додека троши 6,27 трилиони. И овие трошења само се зголемуваат. Значи, овие гнаси ја финансираат и војната во Украина, и следно војната во Тајван, пред тоа Афганистан, Сирија, Либија, Ирак, значи нема крај листа. Значи, тоа е поради такво гнасотење ни светот, затоа се стасани до овде. Еве, до овде се стасани, каде што имате 98% од собствениот бруто домашен производ е во моментално практично загуба. Сега, интересно е тоа што, она што постојано кажуваме, е дека они немаат толку проблем со тоа што се задолжени, колку што има проблем со интересот. Затоа што вие на ваквиот долг што го сте го позајмиле, го позајмувате со одреден интерес. Тоа се оние обврзнички документи кои што ги даваат, значи хартиите од вредност. Во оваа ситуација тоа се обврзници од страна на државата која што треба да ви плати во однос на тоа колку години ќе ја чувате обврзницата, толку проценти треба да врати назад. Значи, нели да речеме сега пример, на 2 години е 3%, на 3 години е 4%, на 10 години е 5%, на пример. Така да според тоа она треба назад да ви врати вас целата сума која што е позајмила плюс оние 5% ако сте земали на пример обврзници на 10 години. Сега, каде е овде проблем? Проблемот е што ваквиот интерес, значи гледате, за 10 години се очекува интересот кој што моментално го плаќа Америка да се утростручи. Значи, интересно овде како објаснето. 2023 година, значи моментално ова како би изгледал интересот, наспроти ова е колку треба да плати долгови во однос на се што е потребно. Од 2020-2033 можеме да видиме дека интересот е труплиран според проекциите како моментално се движи економијата на Америка, што значи дека ова е комплетно неодржливо. Значи овде кај е проблем. Затоа и на пример ова поместување од страна на трежери, практично ова е договор помеѓу трежери Дженет Јелен, председател од сенилниот Џо Бајден, значи сите што се гериатрија заедно се собираат и се договараат дека ќе ги задолжат американците уште повеќе. Така да овој debt ceiling моментално, кој што е да речем пример, debt ceilingот е 30 и колку е сега моментално? 31. Да речеме дека ставиле debt ceiling од 32 трилиона. Така, значи они кога ќе стигнат до 32 трилиони задолженост, они не смеат понатаму да продолжат, затоа што овие закони ги забрануваат понатамошните позајмувања. Така да, нив единствено што им останува е да го зголемат оваа бројка, што е да речеме 32 трилиона на 35, за да имаат простори понатаму да продолжат да позајмуваат. Но тоа не е решение. Ова е само побутнување на проблемот малку подолу во време, кога порано или подоцна повторно ќе дојдеме до истата оваа ситуација. И наместо 94, секој од граѓаните во Америка ќе треба да врати 120.000, например. Се разбираме? Сега. Каква е ситуацијата моментално? Значи, со оглед на фактот дека веќе се премногу задолжени и се повеќе и повеќе оваа црна јама користи пари, може да видиме млада тетка во цутот на младоста и незината професија, нели? На 9 мај, на денот на победата над фашизмот, над европскиот фашизам, ќе се одржи состанок во кој што ќе треба да присуствува младава тетка, исто така младиот ферген Џо Бајден, Мекарти, кој што е републиканскиот председател на Конгресот моментално, и уште еден, искрено, мислам дека е Џером Пауел, ако не се лажам, на Федералната резерва, кои што треба да одлучуваат, но повторно, не одлучуваат они. Они само разговараат за што треба да се направи на Конгрес, затоа што само Конгрес има право да донесе ваква одлука, каде што ќе го помести овој debt ceiling погоре. Сега, ако тоа не им го направат, затоа што каде е овде проблемот? Моментално републиканците го водат Конгресот. Треба да видиме дали се доволно луди да ја натераат Америка да прогласи банкрот за да превземат раководство. Значи останува да видиме. Ако тоа го направат, секоја чест, значи јас многу ќе се израдувам. Но останува да видиме како и да е. Моментално се води апла војна помеѓу демократи и републиканци во дивиот запад за дали ќе се да се подигне овој табан на задолженост или не. Останува да видиме дали тоа ќе се реализира, но тоа е еден главен проблем кој што моментално го имаат американците, кој што верувам дека ќе го искористат, сега се уште не знам точно како, за да го промовираат FedNow. Затоа што FedNow треба да биде лансиран во јули, а официјално на 1 јуни се кажува дека Америка ќе снема пари.
според моменталните проекции, се очекуваше да биде тоа во август, очигледно нема да стигне до август, значи ќе мора или да го поместат дет селингот, што искрено е 90% дека ќе се случи, значи ниту едните, ниту другите не би сакале тоа се случи, нели, практично банкрот на државата, кога можат да си дозволат да го направат ова, или пак практично ќе дојде до оној банкрот кој што го разговараме. Сега, FedNow, со оглед на фактот дека ова треба да биде така речено CBDC програм на Америка, иако не е официјален, идејата за FedNow е апла CBDC, каде што во јули истиот треба да почне и затоа моментално се случува оваа чистка на криптопроекти, затоа што FedNow не сака да има компетитори, односно сака да биде чиста територијата и никој да не може да на некој начин го узурпира процесот кој што моментално се случува за CBDC во Америка, кој што наводно не се случува, нели? Како и да е, верувам дека ова ќе биде многу поврзано и верувам дека ќе го искористат FedNow како да го избрзаме FedNow, да го прогласиме со цел да помогне во целата оваа ситуација околу долгот. Верувам дека такво нешто ќе биде, останува да видиме дали тоа ќе се случи, како и да е. Ова не може да биде коинциденција. Значи, овие работи кои што ги гледаме моментално помеѓу FedNow и debt ceiling-от, со сигурност ќе има некаква поврзаност, со тоа што овдека и се појавува уште еден момент, каде што стейблкоините се еден од главните компетитори на FedNow, затоа што фирмите со стейблкоини дозволуваат маркет и понатаму од затварање на нормалните традиционални пазари и нормално представуваат компетиција како на компетитивност како на Fed, така и на традиционалните банки. Со тоа што CEO на Circle, уште еден млад господин во позадина, е оно кој што моментално разговара дека е потребно Конгресот да ги поддржи стейблкоин, нели, да направи соодветна легислатива и да ги поддржи овие проекти како Circle, кој што е неофицијално сака да биде CBDC на Америка, нормално, со тоа што на тој начин практично би помогнал во запирање на дедоларизацијата. Така да, овдека се појавува идеја од Джереми Алиер, како и да е, дека практично, затоа што го сеќавате, го разговаравме ово пред некое време, кога беше испитуван Гери Гензлер, значи следниот ден се одржа и состанок за практично стейблкоини, каде што беа повикани CEOs и да речем соодветен персонал од овие компании, да дадат свое мислење во однос на потенцијален закон кој што треба да биде направен, со тоа што Конгресот прогласи дека ќе се почне од нула, односно дека ќе прави комплетно ново истражување, нов закон за стейблкоини, со тоа што се појавуваат ваков тип на гласови кои што нормално прво би им одговарало да има соодветна регулатива, а второ, значи стейблкоините на вистина може да ја помогнат на Америка доколку на вистина ги регулира и ги превземе, така речено, ги поддржи, значи може да ја помогнат во дедоларизација, затоа што едно е да имате официјален кеш долар, а друго е многу полесно и побрзо да може да префрлите во било која земја каде што е потребно од дополнителна количина на долари во стейблкоини. Така да останува да видиме дали ова ќе се случи, но повторно ова повикување на стейблкоин issuers како Circle е во контрадикторно со ова, каде што имате FedNow, кој што треба да биде уствари, така речено, замената за CBDC. Значи, овие две вести се контрадикторни еден со друг, така да не верувам дека двете можат да обстанат, барем не сега за сега. Останува да видиме како таа ситуација ќе заврши и нормално да не заборавиме третиот најголем проблем кој што го имаме во Америка е моменталниот состанок кој што треба да се одржи во Јужна Африка во август, каде што членовите на БРИКС ќе се договараат, значи во апла се знае, веќе нема бегање, се договараат за потенцијална нова светска валута. Колку и да сакаат нека си мелат, они нормално, гледам јас, нели, сите вие аналитичари по американски и европски канали кажуваат како не, тоа е многу далеку, нема да се случи, останува да видиме. Многу работи не треба да се случат, ама очигледно се случуваат. Така да Америка има многу поголеми проблеми од ова, а на ова не може никако да делува, затоа што моментално гледаме дека целиот свет се врти против нив, значи не само еден дел, целиот свет се врти против нив, а сите оние газолижачи, како кај нас дома, така и останатите што се, нели, we are НАТО идиоти, што целата економска сфера или целата глобална сфера, кога ќе го кажат тоа значи Америка, Канада, Европа, Јапонија и Австралија. Толку. За нив тоа представува цела глобална сфера, за нив тоа представува цивилизиран свет. Другото се е племиња, се разбираме? Значи и самите го нарекуваат, тоа имаше представници на Европската унија кои што кажуваат дека надвор од овие држави било џунгла.
Па сега ќе видиме што може џунглата да направи. Значи јас затоа и се надевам многу на вакви сојуз, посебно со оглед на фактот дека не се само БРИКС, туку имаме веќе и огромни држави кои што сакаат да се приклучат како Аргентина, Иран, Индонезија, Турција, Саудиска Арабија, Египет, да не заборавиме дека има и други, но ова се главните кои што моментално чекаат да почнат да соработуваат. Египет е веќе членка на БРИКС, како и да е. Ќе видиме уште колку ќе може да зборуваат дека ова е џунгла, нели наскоро, така да нека му мислат, нели нема да се случи, ама се случува. Проблемот е што мора да го разбереме ова како нова криптосфера. Значи ова ќе делува на нас, да се разбереме. Позитивно или негативно останува да видиме, но потенцијална војна помеѓу БРИКС и нивната нова валута и американската моментална валута доларот е за нас добра, затоа што некои земји кои што сакаат да бидат неутрални нема да имаат избор освен да почнат да акумулираат злато или да акумулираат крипто со цел да не се најдат на страната која што ќе изгуби. Значи крипто како неутрална категорија може многу да профитира од целата оваа ситуација. Видеото за овој потенцијален конфликт помеѓу БРИКС и американскиот долар ќе биде ставено во предлог на крајот од нашето видео од денес, за да може да го најдете затоа што ние веќе детално разговаравме на оваа тема. Така да Америка има многу проблеми пред неа и нормално да не заборавиме за моменталниот проблем кој што ова нема да се одрази само на Америка, ќе се одрази на целиот свет. Само за компарација, значи многу добро од Иле Кучишки најден податок, значи ова е кризата во 2008-2009 година, каде што Вашингтон Mutual со 432 билиона е најголемата банка која што пропаднала во Америка. Но пропаднале и други 24 банки во вкупен износ од 94 билиона. Моментално, на овој така речено почеток на банкарската криза, ние веќе имаме толку, значи сума, зборуваме само во овие три банки. Signature, Silicon Valley и First Republic Bank. Само во овие три ние имаме повеќе од претходните сите банки заедно што пропаднале во 2008-2009 година. Дополнително на ова треба да ги додадеме Silvergate, треба да ги додадеме овие мали кои што наскоро ќе пропаднат очигледно. Како и да е, сакам да ви кажам дека ова они се обидуваат да го, што велат, downplay, односно да го направат како дека не е толку страшно, еве колку е страшно. И само овие три банки, целиот овој колапс кој што се одвива во 2 години, се составени во само овие три банки. Сега, да не заборавиме, значи јас ја направив оваа листа, кој сака може да превземе, ја оставив на Криптовалути Македонија, каде што ги ставив најризичните банки моментално. Крајот на неделата изгледа многу, нели, многу добро, многу фенси, значи нели гледате колку добро скокна нели акциите на овие банки, но да погледнеме каква е реалната состојба. Јас ќе ги отворам сите овие банки и ќе ги погледнеме еден по еден затоа што ова е скок во еден ден. Да видиме каква е реалната состојба на подолг временски период, затоа што е Bank West, PacWest, која што е она која што очекува прва да падне. Значи да, на дневно ниво има одличен раст, но да видиме што се случува на 5 дена, 43 на 1 месец, 42 на 6 месеци, 76%. Значи не е така добро како што ви кажуваат. Ако ги следите чертовите, ако гледате што се случува моментално, че 76% од акциите на оваа банка се во загуба. Да видиме што се случува со следната. Western Alliance Bank Corporation. Да, на еден ден се врати 49% после големиот пат на состанокот на Федералната резерва. Но на 5 дена е 28 во минус. На еден месец, добро, не е толку многу, но на 6 месеци е 60% во минус. Истата ситуација, така. Еве ќе ги погледнеме и другите чисто за споредба, така. Значи Zion на 5 дена 14-20%, на 6 месеци 52%. Значи 52% пропаднати акции, ова не е крипто. Ова е сериозна, нели, како што они велат за нас, тоа глупости, нели. Ова е сериозна економија, така. Значи кај нив вакво нешто пат од 25%, пат од 66% е незамисливо нешто. Што значи дека голем дел од инвеститорите од овие банки веќе напуштиле. Значи тоа треба да биде јасно. KeyCorp, гледате, значи ова веќе не е ни смешно, така. Значи на еден месец 18, на 6 месец 46. А они кажуваат како банкарската криза е завршена. Како е завршена? Кога ќе се вратат овие инвеститори назад? Значи 5 дена 34, на еден месец 65, 75%, така.
Значи, кога ќе се вратат овие банки? Значи, затоа и ги оставив овие за да ги следиме, затоа што очигледно дека на 6 месеци е катастрофа. Тоа што еден ден се вратиле по 20, 40, 80%, не го менја фактот дека се на 6 месеци многу доле во однос на оно што биле. Така да уште еднаш ќе напоменам, тоа е главниот проблем кој што го има моментално Америка, она што на вистина може да погоди е колапс на огромен број од банките кои што ги поседува, но нормално, тоа ќе останеме да го проследиме. Не можеме да спекулираме додека не го видиме како се случува. Ова е само за да ви дадам начин како да следите што се случува со моменталните банки. И пред да почнеме, само уште да напоменам дека FDIC, нивната корпорација која што се грижи за осигурување на депозитите на банките, доколку затвара банка, ја затвара во текот на викендот, така да денес најкасно утре ќе дознаеме дали некој од овие банки е веќе затворена и продадена, затоа што само на тој начин може да не предизвикаат паника, но не се секирајте, Джейми Даймон рече дека завршена е банкарската криза, ако уште 10 банки ќе пропадат. Битно за него е завршено. Он купи две големи банки, он е моментално најголема банка во светот. За него е завршена кризата и нема зима. Така да не се секирајте, Джейми Даймон е во ред. Следна работа, која што постојано напоменуваме, исто така многу добра слика, ако не се лажемеш исто така од Иле Кочишки пратена, значи, зошто овој сектор на банките е само прашање кога ќе исчезне. Затоа што е диносаурски, се разбираме. Затоа што имате еден куп, како да кажам, пијавици во вашите трансакции, се разбираме. Значи, ова се пијавици кои што не се потребни. И вашата банка, и банката на кој што ги прима, и оние payment услуги кои што моментално ги користиме, ништо од тоа не е потребно. Ништо. Затоа што ако јас сакам да купам нешто од некого на улица и он има биткоин акаунт, он има биткоин адреса и јас имам биткоин адреса, се што треба да направам да му го пратам биткоинот и он да ми го даде тоа што јас сум го купил. Ни давате фи на некого, ни се секирате дали некој ви ги држи парите, да не случајно направил нешто лошо со него. Значи, тоа е основата поради која што банкарскиот сектор е само прашање на време кога ќе престане да постои. Само она што е потребно највеќе во оваа ситуација е едукација. Проблемот е што светот не е едуциран. Почнете од Македонија, па понатаму, сега моментално тоа ќе ви го објаснам. Значи, ова е моментално многу добар сајт од Дарко Јошев, каде што се разговара за тоа каква е моментално сопственоста на крипто во целиот свет. Каде што можеме да видиме како изгледа бројката на криптосопственици, иако нели ова не е финална бројка нормално, значи има повеќе од 420 милиони криптосопственици во светот моментално, со тоа што пак не се ова активни, значи ова може да се само луѓе кои што поседувале, па продале или пробале, купиле, така да не може да очекувате дека ова е финално. Значи, ако ова е финално од 8 билиони, тогаш не е толку лошо. Се разбираме? Така да поради оваа причина, значи ова е само максималната бројка на луѓе кои што некогаш пробале и држеле, да речам, нели, некаков тип на криптовалути, со тоа што значи во просек е 4,2% од светската популација. Зошто е ова толку битно? Затоа што, значи, ќе се вратиме назад, ова е проблем. Ова е битниот момент. Значи, ако се сеќавате, ние го претходно го покажавме, овдека ви покажува дека крипто е буквално на истиот пат како и адаптацијата на интернет. Односно, прашање на време е кога, значи, ова се милиони овдека, значи, кога ќе имаме доволен број на луѓе за да опфати масовна адаптација, значи неизбежен, се разбираме, буквално се движи по истата крива, каде што значи на интернет од 1990 година му биле потребни до 2000 години, значи 10 години му биле потребни за да стигне до 1 билион. Така. А во оваа ситуација гледаме дека се движиме горе-доле по истата крива од 2014. Зборуваме после првиот бул маркет, овдека е земено за пример. Значи од 2014 се очекува негде во 2024, односно тоа е следниот бул маркет, ако нели се движи по истата оваа крива, да дигнеме бројка како што можеме да видиме и блиску до 1 билион. Иако тоа не мора да значи, ако тоа се случи ќе биде многу добро за криптосферата, затоа што се повеќе луѓе учат што е крипто и зошто е толку добро. Сега, како што знаете и сами, за жал најчесто побогатите држави се оние кои што имаат повеќе нели јузери, повеќе корисници, со тоа што пак не заборавајте дека нели голем дел од овие богати, да речам, земји како што се Европа, Америка и Австралија, најчесто имаат и соодветна едукација за тоа и соодветна количина на пари. Разликата во тоа е што, за разлика од овие држави каде што тоа го прават затоа што се едуцирани,
Во останатите континенти, каде што е многу посиромашно како Африка, Јужна Америка и Азија, тоа го прават од потреба. Затоа што ова се луѓе кои што не можат своевидно да дојде до банка. Значи, човек што не поседува чевли, не може да влезе во банка да направи сметка. Човек што не поседува панталони, ако дојде пред банка, нема да му дозвола да влезе, а не да направи сметка. Тоа е разликата во оно што моментално крипто, се што ви е потребно е телефон со интернет аксес, тоа е се. Че ако имате телефон, ако имате интернет, вие буквално имате банка. Че вас не ви е потребно да имате акаунт и некој да ви ги чува парите, значи се што треба да имате интернет и телефон и ќе имате едноставно пристап до банка. Затоа и можеме да видиме во оваа ситуација дека Азија, например, и Африка се исто така многу добро зафатени во целата оваа ситуација, баш поради тоа. Поради тоа што нема друг начин како да користат банкарски услуги освен преку крипто. Со тоа што топ земји, гледаме дека Мурика е повторно на прво место, 46 милиона, затоа и кажува, кешки нека продолжат со вакви глупи закони и ваков притисок за да може да се направи децентрализација, да во ваквите крипто проекти се преместат низ целиот свет и да имаме многу повеќе јузери надвор од Америка. Индија 27 милиона, Пакистан 26 милиона, Нигерија 22 милиона, Виетнам 20 милиона. Ова се земји во кои што сиромашното население не може туку така да отиде и да отвори банкарска сметка. Што значи дека во овие 4 од 5 буквално криптото е користено поради потреба. Значи затоа што нема како поинаку да се дојде до финансиски услуги. Сега, доколку погледнеме во однос на земјите, одека дури значи на оваа страна како што може да видиме AAA, Cryptocurrency Ownership Data, само запишете ова на Google, ќе најдете страната, може да видите дури и која земја, колку голем процент од населението поседува крипто, со тоа што навистина би сакал да видим дали може да најдеме каква е ситуацијата во Македонија. Ме интересира. Изгледа не, само да видиме. 1,17%. Ова треба доста да ви кажува. Значи 1,17% од населението поседува крипто. Значи пак ќе кажам, сме на самиот почеток. Ова крива која што постојано разговараме за adoption curve. Значи во живо може да видиме дека навистина се наоѓаме на самиот почеток на практично само момент. Ево вака. Значи во живо, според ова статистика овде како што гледаме, 4,2% во светот, можеме да видиме дека се наоѓаме на самиот почеток, значи ја гледате. 4,2%, значи уште не сме ни во визионери, оние 13,5% пред конечно да дојдеме до оној шазам што така се нарекува, што представува уствари моментот кога доаѓаме до mainstream adoption. Така да уште сме многу рано, треба да ви биде јасно во крипто секторот за да дојдеме до масовна адаптација. А тоа ќе биде кога на вистина ќе почне да влегува кеш. Најави дека доаѓаме до масовна адаптација е регулативата. Кога веќе почнува на светско ниво да се развива регулатива, тоа значи дека се приближуваме се повеќе и повеќе до потенцијална масовна адаптација. Верувајте ми, значи пак сега, јас не можам да ви кажам, ова не е финансиски совет, јас не ви кажувам што да правите, само ви кажувам едноставно гледајќи го сето ова што моментално го гледам, оние кои што биле присутни во претходниот bull market 2021 и во претходниот bull market 2018-17 година, знаат дека ваков тип на регулатива не бил ни дискутиран, а не да биде гласан на ниво на Европа, например, или арапските држави моментално. Така да имајте го тоа превид, се наоѓаме чекор пред масовна адаптација. Ќе го видиме и тоа малку понатаму, мислам дека овдека беше, да, ова сакам да ви покажам. Ова треба да ви покаже колку сме блиску до масовна адаптација. Гледаме дека како се движиме низ годините, се повеќе големи брендови почнуваат да работат со криптотехнологија. Значи не само да прифаќаат за работа, за платење, туку и да работат со неа, се разбираме. Така да гледајте ги големите компании кои што моментално активно работат со криптотехнологија. А никој од овие компании нема да ви го стави тоа на предна страна. Знаете што? Јас работам со крипто, затоа што се уште не сме стигнале до масовна адаптација. Но нели, наскоро. Сега, следна битна работа која што сакам да спомнам, која што исто така може да има удар на крипто секторот, е дека значи имавме еден случај со кој што се води моментално од страната на DOJ, односно Department of Justice во Америка против CZ, односно CEO на Binance. Сега моментално имаме втор.
во кој што се обвинува Сиси дека помагал на Русија да ги одбегне санкциите, така да моментално DOJ се обидува да најде како да докаже дека Бајденс помагал на Русија да ги заобиколи санкциите. Како и да е, значи тој е тој момент на Мурика. Ако не ми се допаѓате, ќе ви ставам санкции. Ако се обидете да ги заобиколите, ќе ве казнам. Значи, немам зборови. Добро дојдовте во демократија. Моментално според овој артикл, компанијата моментално разговара со Department of Justice и со авторитетите во Америка со цел да го објасни и ги дава на располагање документите како за првиот така и за вториот случај дека официјално Бајденс нема соработка ниту со Русија, ниту пак е крив за она што американски државјани користеле соодветни софтвери за да можат да заобиколат заштита, затоа што Бајденс не може да биде користен на тло на Америка. Така да сето ова, знаете и сами, Witch Hunt се обидуваат што можат да направат со цел да некако успеат да го дофатат Сиси, тоа е главната цел. Останува да видиме дали тоа ќе случи, но јас искрено не верувам со оглед на фактот дека човекот е доста паметен, да не му падне ни на памет да пристапи таму, значи зошто бил сам во устата на крокодилот. Така да не верувам дека ќе успеат нешто од тоа да докажат, но останува да видиме како и секоја што не е прв пат, ова се дешава 2 пати годишно против Сиси. Нью Йорк, значи ова е колку негативно, толку позитивно. Моментално Нью Йорк воведува крипторегулатива, значи најтешка и најјака крипторегулатива во цела Америка, со цел да на некој начин ги заштити инвеститорите од потенцијална криптофрод, значи или криптоизмами. Сега, ова е реално добро. Зошто? Значи, они, како велат, со овој акт практично се таргетираат менувачници, се таргетираат проекти да мораат да имаат одреден степен на транспарентност и степен на квалитет, да не може едноставно да настапи ваков тип на превара, со тоа што за менувачниците мене искрено ми се топаја, затоа што на овој начин се ограничуваат менувачниците да не листаат било каков тип на проекти, како што моментално Binance го стави Pepecoin, значи Господ нека ни е на помош. Сакам да кажам, значи на тој начин се држат менувачниците да имаат многу поквалитетни проекти и ако мене ме прашувате, тоа е добро, затоа што на тој начин ќе дојдат до израз многу подобри проекти, за разлика од мемекоини и такви глупости. И ако мене ме прашувате, ваков закон не е лош, иако искрено не знам како е законот, че ова е нешто што е ново, останува да видиме, сигурно има некои детали кои што допрва ќе бидат обелоденети, но сега за сега, вака како што изгледа, генералната идеја на законот не е лоша со цел да се воведе некоја заштита, дури и овдека во самиот закон, како што прочитав, има и клаузула во која што менувачниците се должни да исплатат оштета на оние кои што се оштетени од потенцијална измама од проект кој што они го излистале на својата менувачница. Затоа и кажав. Значи ги држат многу одговорни моментално самите менувачници за проектите кои што ги ставаат. Тоа е искрено добро, останува да видиме како ова ќе се одрази на подолг период. Ел Салвадор, секоја чест, значи моментално председателот на Ел Салвадор, Најиб Букеле, воведува нов закон со кој што се укинуваат даноци буквално на се што е поврзано со технологија и со технолошки развој. Со тоа што овдека тоа беше детално објаснето, значи 4 мај почнува да важи, значи данок на property, практично данок на имот, данок на приход, данок на капитални добивки и данок на импорт тариф, односно на внес, она што ќе го внесете во самата држава, во случајот, значи зборуваме за увоз на одредени добра, исто така и на софтвер и на апликациони програми, а и компјутери и комуникацијски хардвер. Така да, сето ова доколку е поврзано со технологија или технолошки развој, технолошка иновативност, ќе нема да има никаков данок. На тој начин се обидува, значи, Најиб Букеле да привлече што повеќе мајнери, што повеќе проекти, што повеќе луѓе кои што сакаат да го развиваат криптосветот, значи ова очигледно е насочено кон криптосветот. Добра работа, мене кога ме прашувате. Значи, ако успее биткоин, Ел Салвадор ќе биде една од најдобро ситуираните земји во светот, но останува да видиме. Пепе, значи не знам што да кажам, на вистина некогаш немам зборови, затоа што такви добри проекти не може да дојдат до израз и наједнаш некоја ваква ствар доаѓа и прави, не знам, 1, колку е моментално?
1,2 трилиона, значи катастрофа, како и да е. Она што сакам да ви го покажам. Моментално, една единствена работа која што е добра за Пепе е тоа што толку многу газ физ изгоре на Етериум, што гледајте што направи. Че ова е само Пепе. Ова е само Пепе. Дојдовме, ако се сеќавате, пред само неколку дена направи видео во кое што ви го покажав ово, кога правевме анализа на почетокот на неделата, дека моментално значи Етериум е дефлационен и беше негде околу 1,2 ако не се лажам. Еве, значи сега ќе ви покажам. Еве, ние направивме негде на почетокот на неделата, тоа беше негде втори или трети. Гледајте овде. Значи овде беше отприлика 1,2%. Моментално е 2,4%. Значи, дупло се зголеми дефлацијата на Етериум поради тоа што толку многу Етериум беше изгорен во трансакции со цел да се купи и продаде Пепе коинот. Така да, единствената добра работа која што произлегува од овој коин моментално на вистина на глобално ниво е тоа што многу го зголеми брнот, гледајте го брнот. Го зголеми брнот на Етериум моментално. Ќе видиме дали тоа и понатаму ќе продолжи, но се сеќавате, ова е прост пример за оно што ви го кажам. Кога ќе влеземе во bull market и кога ќе почне фул користење на Ethereum, тогаш ќе дојдеме до ситуација каде што овој процент ќе биде многу поголем, односно каде што ќе имаме многу повеќе горење на Ethereum отколку што се произведува на годишно ниво, што го прави дефлационен. Вие добивате 2,4% на годишно ниво доколку држите Ethereum во моментот. Затоа што толку од неговиот market cap се губи моментално на годишно ниво поради тоа што многу повеќе се гори отколку што се произведува. Тоа е единствената позитивна работа која што имам да кажам за Пепе искрено и е доста интересна работа што сакам да споделам со вас. Дополнително, една од добрите работи морам да напоменам, после сите срања кои се десија нормално со овој Пепе коин затоа што имаше голема нестабилност, значи гледаме дека од топ 10 волети, па 5 моментално се 6 моментално се поседувани од големи менувачници. Што значи барем ако ништо друго оваков потенцијален дамп нема да биде толку катастрофален. Затоа што не верувам дека Binance преку ноќ само ќе продаде 10% од оваа криптовалута, станува да видиме, како и да е, Пепе не поседува никаква вредност освен моментално популарност на интернет. И уште еднаш ќе напомена, знам дека некои од вас направиле профит, сето тоа е во ред, но искрено за нови луѓе кои што доаѓаат во криптосферата, јас ова не би го препорачал. За оние кои што се поискусни, знаат што прават, значи на меме може да се направат пари, нема тука муабет, но ќе напоменам уште еднаш, оние кои што се нови во криптопазарот, за жал наседнуваат на ваков тип на проекти и кога Пепе ќе направи дамп, затоа што во топ 20 холдери моментално има повеќе од 35% од вкупната количина на токени. Така да кога некој од овие будали ќе продаде, автоматски ќе имате голем пад и многу од овие луѓе кои што купиле ќе бидат многу лути на целата криптосфера, а ова е затоа што купиле коин кој што нема никаква врска. Како и да е, ова е многу добра работа и ако ништо друго, барем овие пепевци помагаат во цената на Етериум. Ви благодариме, така да нели останува да видиме што понатаму. Сега околу некои сериозни вести кои што се многу побитни нормално. Прво би сакал да напоменам, значи дека моментално, иако дека не е точно објаснето, за жал нема баш јавни инструменти со кои што може лесно да видите како што се случува со китовите на Cardano моментално. Значи моментално во самиот артикал од ова е пред 2 дена се најавува дека има голема активност на китови. Проблемот е што иако има активност на китови, овој самиот артикал не кажува дали е позитивно или негативно, односно дали овие китови собираат или продаваат. Едноставно кажува дека има големи трансакции. Сега, голема трансакција може да биде во една и во друга насока и на крајот повторно да не направи никаква промена на пазарот. Ако имате толку многу што продаваат и толку многу што купуваат, едноставно немате промена на пазарот. Така да, имаме голема активност на китови, но останува да видиме во кој правец, иако јас верувам дека ова е во нагорна линија, затоа што, уште еднаш ќе кажам, значи успешно беше лансиран проектот Hydra на Cardano, ќе го ставам исто така и ова видео во предлог, значи ќе оставиме она за BRICS и Америка и Cardano во предлог со цел да ги најдете, затоа што се најповрзани со денешните вести нормално, така да ова е пак на некој начин позитивна работа, затоа што китовите се повеќе и повеќе прават трансакции на Cardano очигледно. Сега, интересна работа која што претходно многу пати ја спомнавме, но сега нема некои посебни нови вести. Значи моментално постои одредена компанија наречена Adaverse, која што има за цел проширување на Cardano проектот на Африка и на Азија,
каде што претежно во Африка, нормално, ако се сеќавате, ние уште на самиот почеток на нашиот канал објавувавме дека Етиопија, како и одредени други афрички држави, моментално јавно го користат Cardano. Зборуваме владите го користат Cardano во една или во друга насока, значи Етиопија го користи во образование, каде што сите моментално образовни институции го користат Cardano блокчейнот за запишување на оценки. Практично вие ќе имате ваше портфолио, ваше CV направено на Cardano, кое што не може да го промените, така да е, значи, веродостојно, се разбираме. И каде да отидете, може да покажете на Cardano дека ви стои диплома, фактички од завршен, не знам, универзитет и слично. Со тоа што моментално се повеќе и повеќе ваквата компанија е ангажирана за проширување на Cardano проектот во Европа и во Азија, со тоа што ова е главната работа која што мене ми се допаѓа. Cardano не се обидува да го продаде својот проект на муриканци и европејци, нели на цивилизираните, туку се обидува во џунглата да го продаде својот проект и мене за тоа многу ми се допаѓа, затоа што сите овие проекти се направуваат у Нью Йорк да бидат, у Сан Франциско да бидат, значи само Cardano и некои одредени мали проекти се обидуваат да се прошират во прво земји со многу поголема популација за разлика од Мурика, а второ, веруваме многу поголема едукација и многу попаметни за разлика од Мурика и Европа, како и да е. Така да затоа, значи, морам да им признаам секоја чест, Cardano многу паметно гледа на тоа. Не може сите проекти да се направуваат за ист пазар, затоа што тој пазар е лимитиран. Тоа се луѓето, толку е моментално финансиската моќ. А додека останатите пазари се оставени комплетно сами на себе, затоа што, тоа е Африка, кој ќе се проширува таму. Па еве останува да видиме. Јас верувам во Cardano, затоа им инвестирано и се надевам дека ќе успее, затоа што кога доаѓате на пазар каде што нема никакви компетитори е многу полесно, само толку ќе кажам. И следна многу битна работа е JET, ако се сеќавате, кажаа најавија дека самиот JET алгоритмички стейблкоин ќе се проширува и на Ethereum и на BNB блокчейнот, со тоа што преку Milkomeda C1 представува сайдчейн на Cardano кој што е EVM compatible. Односно преку овој сайдчейн сите оние проекти кои што сакаат да бидат компатибилни на Solidity, на Ethereum, Solidity нели програмскиот јазик на Ethereum, треба само да направат практично своја апликација на Milkomeda која што автоматски може да биде користена од било која друга апликација од EVM, односно Ethereum Virtual Machine или Ethereum екосистем. Така да со ваквото преместување на JET на EVM на Milkomeda C1, значи официјално за брзо JET ќе може да биде користен и од апликации, односно да речеме менувачници или DeFi апликации на самиот Solidity, односно на Ethereum. Така да ова е добра работа, тоа значи дека она што го кажаа веќе го реализираат за да дојдат до практично проширување на JET на Ethereum и на BNB екосистемите, кои што се два од најголемите во светот нормално. Следна интересна работа која сакам да напоменам е Ripple, каде што се спомнува дека наводно има за утре, 8 мај, некаква најава за потенцијални разговори помеѓу SEC и Ripple, но Џон Дитон излегува и кажува дека тоа не е возможно, односно идејата е дека според одредени шпекулации или не знам дојави, се очекува дека во текот на утрешниот ден Ripple ќе се состане со SEC за да проба потенцијална спогодба повторно, со тоа што Џон Дитон тоа веќе го негира и кажува дека нема логика да се оди на спогодба кога се чека да има конечна одлука наскоро. Така да кажува дека единствено би одрен на спогодба SEC само доколку Ripple испадне победник во оваа ситуација. Останува да видиме дали тоа ќе биде така. Само уште да напоменам дека според досегашните искуства од ваков тип на случаи, значи се очекува одлуката да биде донесена во 6 месеци од затварањето на практично судскиот случај, така да тоа би било негде во текот на овој најкасно наредниот месец. Така да чекавме многу време, јас се надам дека конечно сме блиску до оваа легендарна одлука која што сите ја чекаме, но како и да е, долго очекувана, во секој случај ќе напоменам уште еднаш, значи јас не ми паѓа на памет да го пробам својот Ripple, па дури и да изгуби, значи секој од вас треба да се одлучи, јас ви кажувам, значи мојот Ripple останува во мојот портфолио без разлика дали ќе победи или ќе изгуби на овој случај. Една од причините, моментално Juniper Research, која што е компанија за консултации, дигитални консултации од 2001 година, моментално го става Ripple
со 15 други компетитори во надпревар да се види која од овие компании е најпогодна, односно најдобра за развивање на CBDC проект, со тоа што Ripple убедливо победува покрај останатите 15 компании, како што во оваа ситуација ни спаѓаат Stellar, Mastercard, FIS, Consensus, значи ова се некои компании кои што верувам дека ги знаете. Како и да е, значи е интересна работа, каде што на сите не е јасно моментално, значи самите Ripple излегува и кажаа дека голем број на држави пристапуваат на Ripple со цел да помогнат во остварување на CBDC. Да, CBDC се лоши, да, моментално Ripple работи на негативната страна во светот, се е тоа така, но уште еднаш ќе напоменам, без разлика дали ние ќе го поддржиме или не, Ripple и понатаму ќе продолжи да работи на CBDC, без разлика дали ни се допаѓаат или не, CBDC ќе бидат направени. Така да останува на нас како мали рипчиња или да направиме некој профит од сето ова, или само да стоиме од страна да си кукаме, а сето тоа да биде сепак направено. Така да уште еднаш ќе напомена, ова што Ripple го прави е негативно за целиот свет, негативно за слобода, негативно за права, негативно за финансии, негативно за се. Но се случува на еден или на друг начин. Така да уште еднаш ќе напоменам, подобро би било да имам дел од сето тоа, да направам соодветен профит, а што ќе правам јас со тој профит и како ќе го искористам, тоа е друга работа, отколку да стојам на страна и да чекам некој друг да го направи тој профит. Значи, истото ви го кажувам и вас, на крајот од денот ние сме многу мали рипчиња во овој голем океан, каде што големите риби ќе направат што сакаат, без разлика дали нас се допаѓа или не. Така да, поради оваа причина, Ripple понатаму останува во нашето портфолио, нормално. И на крај имаме само уште некои интересни чартови кои што ни се пратени од Бобан Досев и од Иван Димовски. Пред да продолжиме с чартовите, значи морам да го спомнам ова, пак ќе кажам, значи како да сме знаеле, некој да кажал дека ќе дојде наскоро дигитален денар во Македонија, и само ќе напоменам уште еднаш, ако се сеќавате, јас ви го кажав тоа. Сакале ви или не, никој нема да ве праша еден ден, како попчиња, само ќе ви кажат до тој ден да си ги донесете сите ваши кеш пари во банка, да ви бидат заменети и да ви бидат исплатени на незаплатежна картичка, сметка, што и да е. Значи, верувајте ми, така ќе се одвие во Македонија, има како овчички да не наредат и тоа да се случи овака. Но, за жал, такви сме си, тоа е тоа. Она револуционерна крв изгледа во Македонија одамна или исчезнала или избегала, за жал, значи многу жално, но тоа е тоа. И само уште една интересна работа да напоменам, значи евро, тој стандард, истото се случува постојано. Европската централна банка моментално работи на дигитално евро. На крајот на минатата година ЕЦБ соопшти дека ќе мора да се воведе дигитално евро доколку продолжи да опаѓа употребата на готовина како платежно средство. Тоа значи дека некој од ЕЦБ, значи Европската централна банка, ги има повикано нашиве морони од Народната банка на Република Македонија и им има кажано: до тогаш ќе си направите тоа што ние ви кажуваме, copy-paste нормално, и има да направите како ние правиме ако сакате и понатаму во Европската унија. Значи тоа кај нас се случува веќе 30 години од кога сум ја дете и истиот го обета постојано. Ако сакате во ЕУ, вака. Ако сакате во ЕУ, така. Ако сакате во ЕУ, воа. Иста ситуација, ништо ново, значи повторно copy-paste, само не принудуваат што понатаму да правиме затоа што така им одговара. Значи ова не е смислено од Европската народна банка, ја верувам дека во Европската народна банка 90% од персоналот не знае ни што представува уствари леџер, ама како и да е, тоа е тоа, значи таму се ставени, знаете сами како и во сите други институции. Тоа е реалноста, ви кажувам да си знаете, затоа што на крајот од денот овие CBDC, кога ќе се водат во Македонија, прашање на време кога некоја од моменталната ретардирана влада или следната ретардирана влада, како сакате, ќе почне да ги користи како оружје против вас. Значи, знаете и сами, тоа сме го објасниле претходно, многу едноставно, во моментот кога ќе им дајете целосна надлежност над вашите финансиски средства, доколку запишете статус на Facebook против владата, едноставно ќе ви го замрзат новчаникот на една недела, па ако сакате да јадете, нема да пишувате такви статуси. Ето, таму оди ова, да ви биде јасно, но нели има и за тоа соодветно видео, погледнете го за дигиталните валути, извинете, CBDC, како и за социјален скор и слично, може да погледнете на нашиот канал, има се околу оваа тематика. Следна интересна работа, која што би сакал да ја споделам со вас, се овие неколку чартови кои што се поделени со нас. Значи Rainbow чартот ние веќе го гледаме постојано. Rainbow чартот го користиме за да го имате како алатка нормално.
на Live Bitcoin Charts, каде што може да ги најдете поголемиот дел од овие чартови, што се доста на некој начин интересни и битни. Значи Rainbow чартот не го покажува тоа што ние постојано го зборуваме, дека успеавме да се одбиеме од долната граница на Fire Sale, како што така се нарекува, нели, ево, на долната граница на плавата зона, Fire Sale. Значи ова е само за да ви покажам дека, значи зошто ги земам овие чартови од луѓе кои што значи Бобан Досев најчесто и на Димовски ми ги праќаат од други канали кои што ги наоѓаат овие работи, да ви покажам дека не сум само јас, туку има и многу други луѓе кои што и гледаат истите овие индикатори и само ви покажувам дека на нашиот канал сето ова го обработуваме, но дека и други луѓе го гледаат, дека јас не го измислив ова нормално и ова уште еднаш дополнително покажува дека ако се сеќавате како што кажавме тоа е една од главните причини зашто овие индикатори успеваат, зашто работат, затоа што многу од луѓето се водат по нив. Следна работа, значи ова е спортивната спротивставеноста на US доларот и на биткоин, веќе го имаме многу пати до сега покажано, да не го покажуваме повторно. Значи едноставно кога ги ставите чартовите на биткоин и на доларот, на вредноста на доларот DXY, добивате обратно пропорционални чартови, затоа и можеме да видиме дека bear маркетот на доларот ни представува почеток на bull маркетот на биткоин. Многу едноставен чарт, но не доста битен, затоа и сакам да го покажам. Седна битна работа, значи гледам дека многу од луѓето почнале исто така да се осврнуваат и на гозискиот канал, иако овој Мадрид Рибон е, така речено, доста сличен на гозискиот канал, да дека и некои други канали почнале да го користат. Ако се сеќавате, ние ово користиме уште во почетокот на нашата анализа, го имаме како алатка, и ако се сеќавате, значи последен пат кога покажавме, ни покажувавме дека се наоѓаме на горната граница на овој канал и како и секогаш пробивањето на овој канал значи следен bull маркет. Така да тоа е некаде блиску, ние верувам дека пробивањето на 30.000 ќе значи и пробивање на гозискиот канал, но интересно е дека и други канали тоа го земале веќе во предвид нормално. И ова е од Иван Димовски, интересна анализа, значи станува збор за S&P 500 и за самиот долар во оваа ситуација, со тоа што за S&P 500, значи според она што ми го праќа он, значи ова е главниот чарт на S&P 500, каде што ова практично беше самиот bear маркет. Со тоа што според овој чарт се очекува дека ќе имаме, значи, уште еден многу голем bull маркет кој што само што започна и потоа ќе имаме многу поголема корекција која што треба да следи во следниот bear маркет. Значи тоа е она што можеме накратко да го видиме овдека. Со тоа што практично ова е стандардната трейдинг психологија, каде што можеме да видиме во оваа ситуација дека тоа е уствари главната шема која што е запазена во овој момент, дека ова би било почетокот практично на следниот циклус, иако не можем да бидем сигурни со оглед на фактот дека се најавува рецесија, но ова е мислење од Иван Димовски, останува да видиме дали е во право. Ако е така, тоа ќе биде многу добро за нас, затоа што S&P 500 е позитивно корелиран со биткоин и тоа би значило дека вака би бил и чартот на биткоин, верувајте ми, ако ова биде S&P 500 и доларниот индекс, каде што очигледно, значи Иван од моментов овдека очекува да имаме ABC корекција, каде што прво очекува да падне негде помеѓу 94 и 95, да се коригира нагоре до 96 вредноста и да падне надолу до 89, каде што претходно сме имале две дна на претходните bear маркети, но сега моментално нема да го анализираме тоа, само сакам да ви покажам дека според Иван очекува уште поголема корекција надолу, што е стварно голема, значи според она што го очекува, но пак, значи тоа се анализи кои сакам да исподелам, секој има право да го направи тоа заедно со нас. И ова е информација од Маријан Чакаловски, дека во Скопје, значи јас не ги познавам овие луѓе, јас не знам значи што моментално работат, само сакам да ви кажам дека според него оваа менувачица во Скопје во Ѓорче Петров, негде блиску до пазарот биеше дека се наоѓа оваа менувачница, значи менувачница King of Money. Да, значи тоа е таа менувачница King of Money, каде што може да замените според него крипто и назад, од крипто во парични средства и парични средства во крипто со 2% провизија. Значи не ги познавам луѓето, не ви препорачувам, но знам дека многу луѓето прашаа каде и што и како во однос на оваа ситуација. Еве ви кажувам оваа информација која што доаѓа до мене, која што оваа менувачница се наоѓала негде на пазарчето кај Ѓорче Петров. Повеќе информации може да остави некој коментар доколку познава луѓе, но јас искрено не можам да препорачувам, не ги познавам, но ако е така, можеби не е лоша идеја да имате некој пункт каде што може да направите мануелна размена на крипто.
Тоа е се што имавме да кажеме за денес, се надевам дека ви се допаѓа видеото како и секогаш нормално и единствена работа како што секогаш бараме од вас е оваа наша несебична постојана работа на каналот која што не ја наплакаме на ниту еден момент, да ја препорачате доколку ви се допаѓа на некој од оние кои што сакаат да научат повеќе за криптосекторот, со цел што повеќе македонци во светот да бидат информирани за тоа што е крипто, кои се неговите позитивни страни и што се негативните работи во светот кои што моментално доаѓаат по ваквата потенцијална слобода која што има во криптосекторот. Така да ви благодарам како и секогаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.